Благодарам, подпредседателя. Почитувани граѓани, и денеска на 15 март 2023 година разгледуваме еден извештај од 2021 година, исто како и извештајот за Народниот правобранител, само што сега имаме еден извештај од Судскиот совет. Разликата е во тоа што сега во Судскиот совет имаме нова председателка, а овој извештај е подпишан од веќе бивша председателка Павлина Црвенковска, па би сакал да запрашам сегашната председателка, господја Весна Дамева, рете, дали има став и да ни каже дали да го усвоиме овој извештај на бившата председателка, која на 29 ноември 2022 година ќе изјави: веднаш по мојот избор на функцијата започна медиумска хајка со крајна цел да ви дадам оставка, бидејќи мојот избор за председател на Републичкиот судски совет не одговараше на група од судската бизнис елита. Се надевам дека идниот председател ќе биде подобен за ова судско бизнис елита. Дали, госпоѓо Весна Дамева, се сметате за предводник на судско бизнис елита или само ќе си останете член на партиската правна комисија на Социјалдемократскиот сојуз? И како што секогаш бива кога СДС е на власт, се назначуваат луѓе на функција, партиски активисти, за потоа, како во вашиот случај, да си ја назначите сопругата на шоферот на вашиот сопруг, исто така партиски член, за секретар кај вас во Судскиот совет. Ако ве боли глава, може да стопираме, да излезете малку, да се проветрите. Зоран повели, остајте председателката. Тоа е незин проблем, не е ваш. Прекинувајте, подпредседателе, ја мора да сочувствувам со новата председателка. Ако ја боли глава, може пауза да даде. Продолжите на темата да говорите, остајте председателка. Преска проба да излезе, така да од мене има дозвола да излезе, ќе почекам. Тоа сакам да го кажем. Не се тревожите па вие па толку.